денеска сме овде на терен, на увид на проектот реконструкција на водоводната линија во овој дел од градот, од централното градско подрачје, викано Карабдалица, каде што е прв започнат проект владин, се разбира со помош и средства одобрен од владата, каде што имаме замена на 1024 метри водоводна мрежа, линија, која што не е реконструирана повеќе од 7 децении, што значи дека азбестните и цементните цевки ќе бидат заменети со полиетиленски модерни, со поголем капацитет, со сите оние приклучоци нови, јазли и водомери кои што ги заслужуваат нашите сограѓани. Ќе постават 124 приклучоци, 7 нови хидранти со зголемена безбедност и ќе се изведат 18 јазли. Моментално се работи на улицата Стеван Димески во овој период, а после завршувањето на таа улица активностите се префрлат на улицата Орде Тутески, која што и тоа како е од големо значење, пофреквентна улица, конкретно во централното градско подрачје. Со ова покажуваме дека спремни сме да ги реализираме сите капитални проекти кои што ги аплициравме во 2024 година и наскоро ги започнуваме со реализација и другите два капитални проекти. Тоа е сообраќајницата на улица Победа и кружниот тек на викана мостот Табана, каде што уште подобро ќе биде решен сообраќајниот режим на приклучоци на улици кои што се од големо значење во нашиот град. Сакам да изразам голема благодарност до Министерството за локална самоуправа, до председателот премиерот Христијан Мицкоски, кој што навистина на сите општини им овозможи реализација на капитални проекти кои што се од витално значење за нашите сограѓани. Во 2024 аплициравме со 3 капитални проекти, кои што сумата е приближно од 3 милиони и 200 илјади евра. Со тоа го исполнивме рамката која што може да побараме, се разбира, реализација на и плаќа исплата на такви проекти, а оваа година навистина имаме повеќе од 14, што реално ја надминува и границата која што би била по наше очекување меѓу 8,5 и 9 милиони евра, но го чекаме повикот и условите за аплицирање. Ние сме потполно спремни, ги бираме приоритетните проекти кои што ќе бидат и презентирани транспарентно пред нашата јавност, односно нашите сограѓани, се со цел да добијат поквалитетни услови за живот во нашиот град. Опфаќаат реконструкции, да се надоврзам веројатно на вашето подпрашање, реконструкции на водоводна пак инфраструктура, патна инфраструктура, опфатени се и блиските населени места, еве да не коментирам во детали, значи не се занемарени и населените места во општина Прилеп, секаде онаму каде што макотрпно работевме и брзавме да имаме што повеќе сработени проекти, ќе бидат аплицирани во првиот повик кој што ќе го имаме од владата. Тие готови не се како проектна документација? Да, како проектна документација се готови. Воедно еве и да навестам дека околу 15 почнува и вовед во работа би било за сообраќајницата веројатно на улица Победа. До 18 го очекуваме да се презентира и изведувачот на сообраќајницата, односно кружниот тек на мостот Табана. Значи до крајот на месецов ги имаме започнато, ќе ги започнеме сите 3 проекти кои што ги аплициравме од претходната година. За обнова, како што кажа и претходно градоначалникот, дел по дел со проектите кои што веќе овие 3 години ние ги работиме во јавното комунално претпријатие Водовод. Во 2024 од 3 проекти еден е водоводен, сега во 2025 ние сме спремни со повеќе проекти.
Изборот моментално што врши во општина, ние ќе аплицираме како водовод и канализација со 5 нови проекти од водовод, слични на овие проекти и во 2 населени места. Со тоа и ви одговарам на вашето прашање дека многу има во градов стари вакви линии кои што во периодот што следи ќе ги промениме во нормално нови, со тоа ќе добиеме поквалитетна вода, значи тие стари децениски цевки ќе се загубите ќе се намалат, во овај само еден на 1240 метри во овај реон одма загубите, очекуваме дека само за овај реон зборуваме дека со 20% одма загубите се намалуваат одма во моментот со промена на овие цевки. Уште колку имаме за реконструкција од мрежата општо? И колку е цела? На ниво на град, некаде половина е за реконструкција. Вакви стари цевки веќе зборуваме преку 20 години. Значи да земеме така некоја граница од 20 години постари, веќе 50% треба вака да се реконструираат и со овие проекти што ги навести, ви веќе што ги спремам. Покрај овие 5 проекти во моментов се спремаат уште 3-4 нови проекти. Неколку пати го имам кажано, еден од поголемите сточен пазар, таму е исто така голем проект со промена на водоводна и канализациона, таму имаме мрежа. Такви проекти веќе и нови покрај овие што ми се спремени 5 се спремаат по други населени места. Уште едно очекува да биде готово? Колку цевки треба да се промена и се од овие стари азбестоцементни или тие што Околу приближно 100 километри со бројки ако одиме, да. Со бројки 100 километри. 50% што значи? Еве 100 километри. Од 200. Уште 50. Од 200 Не, километри? уште да промениме 100 километри вакви низ градов. Овде кога може да се очекува дека ќе бидат завршени работите и улицата да биде вратена во Значи во овие десетина дена од кога работи фирмата што е одбрана, јас еве јавно можам да кажам досега и надзорот што е од ПУП и надзорот што е од водовод не презадоволни со ова темпо и очекуваме да го заврша пред рокот што му е даден за изведба со ова темпо на работа. Па рокот е 90 дена, но очекуваме дека за 2 месеци ќе биде комплетно вратена во правобитна положба, сите улици ќе бидат вратени во правобитна положба.